Значи, нашето училиште, односно Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица, денеска е домакин од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Наши гости се учениците и колегите, наставниците од Средното општинско стручно училиште од Тетово Гоце Стојчевски. Значи, денеска тие допатуваа кај нас да бидат наши гости, за да можеме одблиску да се запознаеме меѓу себе, да размениме искуства, да размениме своји ставови поврзани и активности поврзани нели со проектот за меѓуетничка интеграција. Но тоа е и одлично, бидејќи на тој начин можат и учениците меѓу себе да се запознаат, да разменат своји искуства и да можат да бидат во непосреден контакт понатаму. Значи, што се случува денеска во нашето училиште? Денеска се случува една активност која што е насловена како изложба, да кажам, бидејќи двете училишта, односно уметничките струки од нашето училиште и училиштето од Тетово, одсекот дизајн за облека има за задача да изготват своји цртежи на кои што ќе бидат прикажани модели кои што тие самите ги цртат и самите нели ги работат. И тоа навистина го направија, тие се изложени во холот на нашето училиште. Покрај тоа, значи, имат и работилница, исто така уметничка работилница, како да ја наречам, каде што учениците од Струмица и од Тетово изработуваат своји цртежи. Сега што е нели карактеристично и интересно тоа што нашето партнер училиште, односно училиштето Гоце Стојчевски од Тетово е двојазично училиште, што е нели и цел на проектот да бидеме партнери со училиште од различен етникум. Значи, таму наставата се одва на македонски и на албански јазик, а кај нас нели наставата се одва само на македонски јазик, и целта на учениците во таа денешна работилница која што ја имаат е да ги прикажат своите етникуми преку цртежи. Значи, да го нацртат тоа што е карактеристично и тоа што е традиционално за секој етникум посебно. Мислам дека преку тоа учениците ќе дознаат многу повеќе секој за спротивната, односно за различната припадност, етничка припадност. Нашите ученици ќе дознаат нешто повеќе за албанската нација, додека пак албанската нација ќе дознае нешто повеќе за нас, за македонскиот народ. Мислам дека ова ќе придонесе понатаму тие да продолжат да соработуваат со активности кои што нели допрва ќе следуваат. Значи, рековме, ова е само прва активност со која што нели го отвараме овој проект од каде што стартуваме, но понатаму ќе продолжиме со сите тие активности кои што ни престојат. Се надевам нели дека и ние ќе гостуваме во Тетово, ќе го посетиме нивното училиште, како нели што тие денеска се тука, но нашите средби нели секако дека нема да завршат, но ќе следуваат уште многу активности, дали ќе бидат на спортски план, дали ќе бидат на некои надпревари и слично, или пак вакви како денеска, тоа воопшто не е важно. Меѓутоа, ова соработка со двете училишта ќе За прв пат сме тука заедно со ученици, а ова е веќе втора средба на ниво на сите тимовите од двете училишта. Значи, како што насочивте веќе, ние сме дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Денес сме тука со конкретни две активности. Првата активност ќе ја реализираме во училиштето, значи домакинот училиште. Заедничката активност гласи заедничка изложба на скици и модели. Значи, носиме материјали готови од нашето стручно училиште. Тука затекнавме материјали од Никола Карев, а имаме и заедничка активност. Еден час учениците во мешан етнички состав работаат на конкретна активност. Добиваат, значи, тема одредена и работаат конкретно на зададената тема. Втората активност која што ќе направиме во вашиот град, значи, е посетена културно-историски споменици, повторно, значи, во мешан етнички состав. Околу пречекот, за почеток сме задоволни. Поздрав до училиштето, до управата на училиштето, представниците од општината кои веќе дојдоа и не посетија. Еве, работилницата беше вистинско и право место да се види како е работната атмосфера и воедно дали навистина има ефект овие реализирани активности и спротивноста на децата од овие две училишта. Се надеваме на ефект позитивен, значи малку ни пречат далечината, оти сепак во километража сме на различна дестинација. Наредната средба се надеваме дека ќе биде во Тетово. Сега тука ќе ги прецизираме понатамошните конкретни активности и како што кажа и раководителите на двете училишта, ова е само почеток, следуваат активности кои што се надевам дека ќе имаат позитивен исход.